Почитувана колешке, ќе се задржам на делот образование и одма ќе ви кажам дека навистина образованието е во фокусот на вниманието на оваа влада, а тоа покажува од причина што прво, за да имаме квалитетно образование, прво треба да створиме вистина услови за работа, меѓутоа и да ги мотивираме наставниците. Може би 5% не значат многу, меѓутоа за скромните примања со кои што ги оставивте просветните работници се поприлично добар процент. Се надевам дека тој тренд на зголемување на платите на просветните работници ќе продолжи. Во однос на скратените средства за изградба на ученички домови, реконструкција на училишта, изградба на училишта, можам само да ви кажам дека не сте во право. Се навистина тргнати одреден број на средства кои што се биле наменети за реконструкција и изградба на училишта, меѓутоа во теки и тоа и премиерот го кажа во своето експозе дека едноставно кога зборуваме за реконструкција или изградба мора да имаме документација. Во теке е одредена документација која што треба да се реализира можеби во почетокот на следната година. Ево ќе кажам само дека најголемо задолжување на општините кои што ние на некој начин ќе ги помогнеме со тие 51% од достигнатите долгови, дека најголемиот дел од долговите е за училиштата. Тоа се долгови за режиски трошоци. Ако ние тука му помогнеме на самите општини, знаеме дека со тоа ќе помогнеме и на самите училишта да функционираат најнормално. Инаку да ви кажам дека следи изградба на нов училишен објект во општина Студеничани, во кој настава ќе може да следат 300 ученици од населените места Батинци и Љубош. За оваа намена во тек е јавна набавка, а издвоени се 55,4 милиони денари. Министерството планира темелна реконструкција на подрачниот училишен објект на основното училиште 11 октомври во Ново село на општина Боговиње. Објектот ќе биде ставен во функција во почетокот на второто полугодие од новата учебна година. Паралелно, во тек е јавна набавка која предвидува санациони и реконструктивни активности во 7 училишни објекти за кои има подготвена техничка документација. Инвестицијата е во вкупна вредност од речиси 78 милиони денари. Во тек е оваа година се очекува да завршат активностите за реконструкција на блоковите В и Г на студентскиот дом Гоце Делчев, за кој што се инвестирани 162 милиони денари, а дополнително во август е почната постапка за набавка на нов мебел во 18 ученички домови во земјата, за што се издвоени 50 милиони денари. Не велам дека е ова многу, меѓутоа за оваа година мислам дека кажува дека ние сме работеле, дека не е точно дека ништо не сме сработиле во образованието. Благодарам. Најважно е само уште ова да го кажам, ревидирани се 30 учебници со полно грешки. Тоа е најголемиот капитал. Учебниците од кои што учениците ќе учат вистински факти и податоци. Ви благодарам. Контра реплика, пратеничката Кузмановска.